Парламент според реална волја на граѓаните, ама и ризик за формирање на влада. Ова се дел од предностите и недостатоците кои ги истакнуваат политичките аналитичари од воведувањето на една изборна единица. Сметаат дека клучно е да се прецизира со колку освоени гласови партиите ќе обезбедат пратеничко место. Зависно од тоа колку високо ќе го ставите изборниот праг, може од една страна да исклучи многу партии од учеството. Например, 2 или 3% изборен праг на милион излезени гласачи се 20-30 илјади гласа. Значи може некои партии да отпаднат од трката, а ако прениско го ставите изборниот праг, ризикувате да добиете многу фрагментиран и нестабилен парламент во текот на владењето. Според политичките аналитичари, воведувањето на една изборна единица ќе значи и поквалитетен парламентарен состав. Велат, така пратениците вистински ќе бидат гласот на граѓаните. До сега имаме обратно свртена ситуација, така да што парламентот служи како алатка на централната власт. Се носат закони без потребна дебата, се злоупотребуваат закони за реформи согласно ЕУ критериумите. Значи ни треба нов законник, нов модел кој што ќе произведува квалитетен парламентарен состав. Аналитичарите се согласни дека воведувањето на една изборна единица ќе овозможи влез на повеќе партии во собранието, но тоа може да го отежне формирањето на парламентарно мнозинство. Може да промовира овој наратив или овој манир кој веќе го имаме, а тоа е секој со неколку илјади гласачи да направи партија дуќанче и да ја гледа политиката како професија, не како повик. И во таа смисла пренизок изборен праг може да направи фрагментирање и може да направи потешкоти при формирање на влада. Ние сега имаме мнозинство на гласови кои што се поттикнати на клиентелистичка база. Ние немаме атмосфера демократска каде што граѓаните сами покренуваат иницијативи, сами партиципираат во демократските процеси. Вклучувањето на гласовите од диаспората според аналитичарите е исправен чекор, но само како што велат ако се воведе нов начин на остварување на гласачкото право. Предлагаат тоа да се прави по електронски пат наместо како досега да патуваат до конзуларните претставништва. Зоран Јаневски, Сител телевизија.